Држава без корупција со економски раст од 5% годишно, ефикасна администрација и дел од Европската Унија до 2025. Ова беше визијата при основањето на организацијата Македонија 2025, но и по 18 години се уште тапкаме во место. Најголемиот проблем останува корупцијата. Реформи нема, ниту пак консензус каква држава сакаме да бидеме, порачаа од организацијата. Она за што јас се залагам, тоа е мала влада. Тоа значи мали трошоци за социјални програми, мали трошоци за здравствени програми, меѓутоа ефективни трошоци. Тоа е најважното. Да видиме каде имаме извлекување од системот. Конкретно мислам на гарантираната минимална помош, која што навистина се доделува на семејства или индивидуи кои што се работоспособни, кои што имаат обврска да работат законска, меѓутоа не го прават тоа. И навистина доаѓаме во ситуација во која што има 35.000 семејства кои што користат гарантиран минимален приход, со 90.000 возрастни членови, работоспособни членови, кои што не работат и не прифаќаат работа бидејќи во тој случај би изгубиле социјалната парична помош. Или пак треба сите заедно да речеме добро, сакаме да плаќаме повисоки даноци, не ни сметаат повисоки даноци и сакаме да уживаме многу повеќе благодети. Меѓутоа, ниски даноци и големи расходи за социјални програми не одат заедно. Премиерот побара трпение. Резултати ќе има. Граѓаните и бизнисот за многу скоро ќе слушнат убави бројки. Очекува економијата во првиот квартал да порасне од 3,5 до 4%, а ако предизвиците на европскиот, пред се автомобилскиот сектор се надминат, растот може да биде и двојно повисок. За првиот квартал од оваа година, имајќи првичните индикатори, индустријското производство, туризмот и останатото, не би се изненадило ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа. Врз основа на тие перформанси во економијата, а имајќи ги предвид предизвиците кои што се случуваат посебно со автомобилската индустрија во Европа, ние мислам дека имаме исклучително висок раст кој што во нормални околности би бил над 5, може би повеќе од 5%, што представува цел на оваа влада. Инаку на самитот Македонија 2025 присутни се над 500 гости, економски експерти, бизнисмени, поранешни и сегашни премиери и министри од земјата и од странство. Целта е да се разменат искуства, како до поголем економски раст и евентуално влез на странски инвеститори со помош на диаспората. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.